Ние денеска дојдовме овде се со цел да дадеме максимална поддршка на Сдруженијата на лиценцирани автотаксисти и лиценцирани автобуски превозници, кои што на некој начин им е невозможено уставно загарантираното право на штрајк, меѓутоа и уставно загарантираното право на слобода на работа и право на работа. Значи не можеме да се изначудиме која е таа слобода на комитетот, управувачкиот комитет и министерот Сезнајко на начело на тој комитет да еднаш носат една одлука, а потоа ден-два да менуваат иста одлука повторно на штета на овие граѓани, лојални граѓани на Република Македонија. Тие забораваат дека Уставот на Република Македонија налага, односно промовира и протежира социјална држава и оттаму секој во оваа држава, поготово оние кои што се на функција, мора да водат сметка и за таа социјална димензија, да му омозможат на секој оној граѓанин, лојален граѓанин. Кога велам лојален граѓанин, овие луѓе сите имаат извадено законски исправи, поточно лиценци за кои што плаќаат даноци кон државата. Меѓу другото слушнавме дека сите од нив по превозен патник плаќаат дополнителни средства, плаќаат комунални такси. Наместо општината таа која што треба прва да застане и да ги заштити, таа еве слушаме дека никаде ги нема. Од тука еве апелираме до градоначалникот што е можно повеќе да ги прими и да се заложи за овие негови сограѓани, бидејќи тој е тој кој што ги издавал лиценците, неговата администрација, тој е тој кој што на овие граѓани мора да смета и понатаму. Значи овие граѓани не може да му требаат него само за избори и пред избори. Ова треба исто така да биде и порака до привремениот премиер, што е можно побрзо да ги прими и да излезе во пресред, бидејќи овие луѓе ни криви ни должни се доведени во оваква ситуација. Поготово инсистираме да се најде наредбодавачот на одлуката со која што е извршена брутална употреба на сила на сите овие граѓани и тој треба да добие заслужената казна согласно законот заради пречекорување на овластувањето. Ние денеска сме фрапирани од тоа што го слушнавме на лице место од Сдруженијата на таксисти и автобуски превозници, дека пред неколку дена полицијата фактички употребила и сила против овие мирни протести, а уште повеќе поголемо нашето изненадување од фактот што државата се меша во едно уставно гарантирано право на овие фирми, така речено мали фирми кои што ја обезбедуваат екзистенцијата од превоз, од такси превоз и автобуски превоз, и тука се работи некаде околу 500 фамилии. За нас е жално и срамно што државата се меша директно во тоа уставно гласување на слободно делување, така што обезбедува монопол на македонски железници, која што е државна фирма, и жално е за една држава со буџет од 3 милиарди евра да се меша на таков начин за едни смешни суми од овие мигранти да го полни буџетот, што само покажува лошата слика на државата, што најверојатно буџетот е во многу лоша кондиција кога државата се осмели да прибира средства и на ваков начин, бидејќи македонски железници е државна фирма и сите тие пари што ги наплатат мигрантите одат директно во буџетот. Од тука ние апелираме до владата, до најповиканите да го решат овој проблем, да им овозможат овие луѓе слободно делување и воопшто не држи тој идиотски аргумент кој што го изнесува во јавноста директорот на македонски железници дека доколку се дозволи превоз од страна на таксистите ќе била наводно за грозна безбедноста. Тоа не е точно, бидејќи државата има механизми како да го обезбеди тој безбеден превоз од такси и автобуски превоз од Богородица до Табановце. Значи само треба да се има волја и желба да се регулира тој процес на еден добар начин. Јасна е во една демократска држава и во една современа држава, јасна е улогата на државата. Државата треба да се грижи за безбедноста на своите граѓани и само треба да се грижи низ овие рути, низ овие мигрантски рути да не влегуваат евентуално некои така припадници на терористички организации кои што веќе слушаме ги има во јавноста. Ние наивно сме верувале дека државата ќе штити безбедноста на граѓаните од разни терористички активности, па тогаш кој ќе ги тепа граѓаните, се поставува прашањето и излегува дека државата со овие активности фактички ги тепа сопствените граѓани, што е недопустливо во една држава, и оттака апелираме државата, полицијата да се врши својата основна дејност и да ги прави неопходните безбедности проверки во однос на тие мигрантски движења, евентуално да нема лица кои што можат да ја загрозат безбедност и сигурност на граѓаните. И уште еднаш ќе повторам, може сосема безбедно да се врши превозот на мигранти со автобуски, со такси превоз, само државата си има своји механизми, треба тоа да го регулира и од тука треба таа лакомост што ја појавува државата да прибира средства од буџетот и на ваков начин е смешно за една современа и демократска држава, така да се надеваме дека ќе допре овој апел до надлежните државни институции и ќе им овозможат на граѓаните слободно да ја вршат својата дејност и да ги што фактички обезбедуваат екзистенција за своите фамилии.
Жалам што Сител, Канал 5 и Македонска телевизија не е денеска овдека со нас. За 500 граѓани да слушнат и да видат како се борат за нивните права, односно за она што практично плаќаат даночно и во касата на општината Гевгелија, односно во државата Република Македонија, одвојуваат даночен денар за нивниот опстанок. Поздрав до грчките земјоделци кои на Ники протестираат неколку недели. Браво! Синдикално се офатени сите нивни земјоделци кои буквално ги блокираа прелазите надвор од Евзони и Богородица, а за возврат на сето тоа што таму се случува и тоа, од таму го објавуваат и Сител и Канал 5, ги заборавија македонските граѓани. Јас ги охрабрувам сите припадници на такси здруженијата кои денеска одека се буквално практично во континуитет неколку дена, односно неколку месеци непрекинато, барајки да превезуваат луѓе кои избегале од Сирија и од сите останати држави кои се зафатени со разни војни и со разни страдања. Меѓутоа, сакам да ги охрабрам и да им пренесам дека единствениот начин е нивната борба да продолжат со едно силно синдикално здружување, обединување, дури барање поддршка од други синдикални здруженија, како ја што сум од Конфедерацијата на синдикални организации. Немилосрдно и бланко ја даваме поддршката и затоа сум јас денеска одека присутен на повик на дел од вашите колеги што се меѓу вас од Гевгелија, а се членови као поединци во Конфедерацијата на синдикални организации, и ова е знак дека наредните избори нема да бидат само избори за борба политиката да владее со Република Македонија, туку работниците и луѓето што буквално живеат од сопствениот труд. Мора синдикално да се обединиме, да ги здружиме силите, без разлика кој во која синдикална организација членува, се со цел и со намера да не бегаме од нашите огништа, бидејќи фрапантни се бројките со кои излегуваат официјалните државни институции, кај што говорат дека повеќе од пола милион луѓе побарале животна екзистенција надвор од Република Македонија. Према тоа, луѓето што ги предводат вакшите такси здруженија, односно вашата организација, од моментов натака ќе се обидеме благодарност до поддршката што од самиот прес ја дава секретарот и председател. После се ова, ние мора да седнеме да направиме една агенда и мораме хитно да побараме, дури и од времениот премиер на Република Македонија, хитно решавање и расчистување на оваа мат ситуација во која буквално сите вие барате излез на решението.